Расте долгот на граѓаните. Секој од нас во просек должи по 960 евра. Плати никакви, ја со жена ми, од жена ми од тука што искарам. Жена ми пензионерка, 8.000 дарки, ја од ово што искарам. Например, една фамилија од 4 сена има да бачка околу 7-8 јади у месец пари. И ако земаш ти пензија 12.000, што натаму ќе правиш? Ако нема други прима, да речеме у фамилијата, тоа е тешко. Причина за ова се ниските плати и се повисоките цени. Потврда за ова е и карактерот на задолжувањата. Освен за стан, автомобил или покукнина, се почесто во була се оди за обично преживување. Троши си многу, е точно факт. Многу не низок животниот стандард. Луѓето не може да си платат комуналиите, не може да си платат општите давачки. Ако ще не паспаме на општите земји, храната е многу поскапа од Германија. Таму е многу поевтино. И месо, и леп, се е поевтино таму. А со кој примање, ние со кој примање сме. Освен храната, се почеста причина за задолжување се и високите камати. Во однос на европските банки, каматите кај нас се многу повисоки. Тие во просек се од 7 до 12, а во европските земји од 1 до 3%. Поради ова, долгот на македонците расне многу бргу. Во 2013 година просечниот долг на секој граѓанин бил 650 евра, 2014 830 евра, а лани годината сме ја завршиле со долг од 960 евра. Како што сме тргнале со задолжувањата, далеко сме стигнале. Сега должиме по 2,5 просечни плати, односно по 5 работнички. Ако продолжиме со ова темпо, годината ќе ја завршиме со долг од 3 просечни или 7 работнички плати во минус. За споредба, долгот на секој србин е 780, секој хрват 4000 и на секој граѓанин на Европската унија 12.500 евра.